Добар ден. Летото се доближува и наместо да настапи блага летаргија, активностите се засилуваат. Волво караванот, како најава за отварањето на новиот импортерски центар, го посети главниот град. Шкода самоуверено го представи новиот Суперб, додека кај спортско корисните возила Опел ја прикажа плагин верзијата на Grandland X, а Land Rover рестилизираниот Discovery Sport. Играта со цените на горивата ја интригира домашната јавност, бидејќи методологијата на одредување на цените надлежните ја кријат како змија нозе, а го тестиравме и Kia Ceed, кој има многу причини да се перчи со своите атрибути. По 20 години Македонија доби нова методологија за пресметка на цените на горивата. Таа според регулаторната комисија за енергетика е по-фер и за граѓаните и за трговците со нафтени деривати. Тие пак, иако бараа поголемо зголемување на својот дел, во двонеделниот правен вакуум, кога пазарот принудно беше либерализиран, не ја злоупотребија својата положба. Предводени од Мак Петрол, сами ги формираат цените на горивата и ги задржаа на постоечкото ниво. Директна споредба меѓу стариот и новиот начин за пресметка на цените не може да се прави, бидејќи досегашната методологија се уште е државна тајна. Она што го знаеме е дека сега место производствената се пресметува набавната цена на дериватите, но и дека е воведена нова маржа за трговците на големо во висина од 1,20 денари. За трговците на мало пак, место 3,20 се предвидени 4,60 денари, со вклучени 0,75 денари по литар транспортни трошоци. Давачките према државата останаа исти и тие сите заедно изнесуваат скоро 34 денари за литар бензин, односно 25,50 денари за литар дизел. Honda е еден од последните производители на автомобили кој се вклучува во електричната трка. Адутот за тоа веќе е подготвен и во неговата серијска изведба наменета за Европа ќе го видиме есенва во Франкфурт. Но јапонците нема така лесно да се откажат од моторите со внатрешно согорување, бидејќи со продукција од околу 14 милиони вакви агрегати, тие се нивни најголем производител во светот. Затоа, ако веќе не може да ги градуваат во автомобилите, ќе направат се нивното место да биде загарантирано во другите производи на компанијата. Например, во косилките за трева. Звучи чудно, но токму од тие причини Honda подготвува нов напад на брзинскиот рекорд постигнат со нив. Тој и порано беше во нивно владение, но група откачени норвежани им го зедоа со косилка за трева во која монтираа V8 мотор од Chevrolet Corvette. На нивната провокација, Honda ќе одговори со својот продукт со агрегатот тркачкиот Fireblade моторцикл со 192 коњи, со кој се надеваат дека ќе постигнат абсурдни за ваков апарат 240 км/ч. Но и покрај се, неговата основна функција, косењето трева, ќе биде задржана. Да им посакаме среќа. Производителите на возила подготвуваат концепти за да ја покажат иднината, но BMW сега го стори спротивното. Со концептот Garmisch тој го прикажа минатото. Се работи за копија на истоимениот прототип од 1970 година, кој под мистериозни околности исчезна по премиерата на салонот на автомобилите во Женева. Можеби и заради храбрата интерпретација на бубрезите, која се смета за една од најконтроверзните. Од него останаа само неколку технички документи и фотографии и главно црно-бели. Заради сложеноста на задачата, BMW формираше посебен тим задолжен за реинкарнација на овој не така убав концепт. Работата не беше лесна, но на крај и легендарниот Марчело Гандини, кој е творец на оригиналот, им одаде признание за стореното. За да не ја доживее истата судбина и да се загуби некаде во историјата, овој реинкарниран концепт ќе стане дел од поставата на музеот на BMW во Минхен.
И покрај тоа што постојано се случува, не навикнавме на изненадувањата на Елон Маск. Не ни можеме, бидејќи тие секогаш се на поинакво ниво. Меѓу најновите спаѓа појавувањето на Tesla Model 3 со автономијата од само 150 км. Се работи за верзија наменета само за Канада, што го има истиот пакет батерии како и стандардната, но софтверски заклучени на наведената бројка. Причина се државните субвенции кои се ограничени за возила со основна цена под $45,000. Дополнително е дозволено тие да имаат опции во вредност од уште $10,000 канадски. За токму толку чини и изведбата на Model 3 со автономија од 386 км, која во другите земји е стандардна. Нормално од Тесла не очекуваат да продадат ниту еден примерок од овој модел. Истовремено од Тесла стигна потврда дека новиот Родстер навистина ќе има автономија поголема од 1000 км. Импресивна е и максималната брзина од 400 км на час, но таа не е потврдена од причина што се смета дека ќе биде поголема. За точно колку не се знае. Не е потврдена ниту цената од $200,000, која исто така се очекува да порасне барем за 10 до 15%. Она што со сигурно се знае дека првата серија се појави идната година и ќе чини $250,000. Ќе можат да ја набават само 1000 купувачи кои однапред ќе ја платат целата сума. Останатите можат да си резервираат примерок за себе со депозит од $50,000. Škoda. Simply clever. Немав време да те видам од сите страни. Немав време да размислувам, ни да те спојувам со никој друг, освен со себе, во првиот миг. Ти ме освои. Затоа што првиот впечаток е најважен. Новиот Kia Ceed Vision за €13,990. Kia Motors, Македонија. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. Бизнис климата во Македонија е на дискутабилно ниво и многу инвеститори очекуваат времињата да се подобрат. Volvo Cars Macedonија не се жали, туку најавува реализација на нова инвестиција во форма на импортерски центар. Отворањето се најавува кон крајот на месецов, а како најава послужи караванот сочинет со сите производи на шведската марка.
Volvo Cars Freedom to Move караванот е нешто сосема ново за нас и како такво ни го привлече вниманието. И не само нашето. Во текот на 3 дена, колку што престојуваше во Македонија, од Volvo дочекаа преку 100 потенцијални купувачи за тест возење на сите модели. А прво што тие забележаа е модерниот поп-ап шоурум, направен по највисоките стандарди. Познавачите на марката пак ги заинтересира тоа што за прв пат во Македонија можеа да се запознаат со новите S60 и V60 Cross Country. Во разговорот со нас од Volvo Cars Macedonија најавија дека во финалната фаза е изработката на првиот специјализиран салон на Volvo во Македонија, чие свечено отворање се очекува да биде при крајот на јуни. Freedom to Move караванот беше поставен пред Скопје City Mall 3 дена. Освен што можеа да ги разгледаат автомобилите и да направат тест возење, сите заинтересирани можеа да се запознаат и со EVA, иницијативата на Volvo, проект кој има за цел еднакви возила за сите. Volvo Cars преку оваа иницијатива ги сподели со целиот свет сите драгоцени податоци од нивните 40 годишни тестови и истражувања во областа на безбедноста. Во тој контекст секој можеше да учествува во специјалниот натпревар на Volvo и да придонесе за безбедноста во сообраќајот. За најсрекните е предвидено наградно патување за двајца во Гетеборг. За другите ќе остане впечатокот од возењето на најпродаваниот модел во моментот на Volvo, XC40, како и на другите новитети од марката. Уште еден модел по 4 години доби унапредување. Чешкиот огранок на Volkswagen храбро чекори во иднината. Зад него стои големиот германски брат од кого ја доби плагин технологијата, додека подобрувањата се од бохемиското студио. Покрај интересните затегнувања на борите, Superb на задната врата веќе го нема контроверзниот знак, туку само е испишано името на Шкода. Поминаа повеќе од 4 години од представувањето на третата генерација на Superb, така што Шкода повеќе не можеше да чека. Освежената чешка лимузина ја очекувавме во Женева, но сепак беше одлучено премиерата да биде на светското првенство во хокеј, што овој месец се одржа во Братислава. Низиниот динамичен и елегантен изглед опсежно е доработен со новата маска, браниците и светлата. А тие не се било какви, туку за прв пат со Matrix LED технологија. Задниот дел дискретно е нагласен со хромираната лајсна и надписот Шкода место амблемот на марката, а сето тоа вкомпонирано со модернизираната моторна понуда. Во неа повторно за прв пат се среќава уште една голема новост – плагин хибриден погон позајмен од Passat GTE. Неговите 218 коњски сили братски по половина ги произведуваат 1,4 литарски TSI агрегат и електромотор, а батеријата од 13 киловат-часа обезбедува 55 електрични километри. На купувачите на Superb на располагање ќе им биде уште ISO 3 бензинци и 3 дизели, познати од поширокото семејство на Volkswagen. Најслабиот има 120, а најсилниот 272 коњски сили, кои заедно со погонот на сите тркала одлично ќе им дојдат на љубителите на природата во скаут верзија. Таа е за 15 мм повисока од стандардната и доаѓа само во карафанска изведба. Сите верзии имаат автоматизирани DSG менувачи со 6 и 7 степени на пренос. Superb скоро во целост ги има задржано димензиите и просторноста на внатрешноста, во која сега се среќаваат многу напредни нешта кои доскоро не би ги очекувале во возилата на Шкода. Чесите гордо ги истакнуваат новиот инфозабавен систем и дигиталната инструмент табла, но и широката листа безбедносни системи на која се среќава и динамичката контрола на подвозјето. Покрај Superb, Шкода подготви уште еден свеж новитет – електричниот Citigo. Малиот градски модел е ребрендирана верзија на Volkswagen e-Up, но за разлика од него има двојно поголеми батерии кои му обезбедуваат автономија од 265 км. Електромоторот
моторот од скромни 83 конски сили ќе го забрза до 100 на час за 12,5 секунди, а максималната брзина му е ограничена на 130 км на час. Од обичниот Citigo се разликува по стилските детали кои го навестуваат неговиот електропогон, затворената маска, поинаквиот браник и уште 2-3 ситници. Првите пробни 10 примероци веќе се направени и испорачани на избрани клиенти заради тестирањата во реални услови на експлоатација. Сериското производство ќе започне во втората половина од годинава, а цената не е позната. Неофицијално се споменува дека нема да надмине половина милион чешки круни, што е нешто помалку од 22.000 евра. Синергијата меѓу Opel и PSA групата продолжува да ја менува понудата на германскиот производител. Сега, наред дојдоа новите технологии, конкретно хибридниот плагин погонски склоп кој најде свое место во Grandland X. Тој на најголемото спортско корисно возило на Opel му донесе 300 конски сили, но и погон на сите 4 тркала. Познат од 3008 кој е негов брат-близнак, тој е комбинација од 1,6 литарски турбобензинец и по еден електромотор на секоја оска. Предниот е спарен со електрифициран 8-степен автоматски менувач, а оној назад преку инвертер и диференцијал е интегриран во оската. Литиум-јонската батерија има капацитет од 13,2 киловат-часа и се полни за нешто помалку од 2 часа на посебен полнач. Од Opel велат дека Grandland X Hybrid 4 може да помине 50 км исклучиво на струја. Интересен е системот за регенерација кој практично овозможува возење со една педала, без користење на сопирачките. Благодарение на се, според фабричките податоци, овој кросовер просечно троши 2,2 литри на 100 км и има емисија од 49 грама јагленород диоксид на километар. Официјалната продажба ќе му започне многу бргу, но првите купувачи чекаат за испорака на своите возила до крајот на годинава. Импресиите од возењето на новиот Range Rover Evoque ви ги пренесовме во минатата емисија, а денеска ви го представуваме обновениот Land Rover Discovery Sport, кој фактички е технолошки близнак со неговиот отмен брат. Рестилизирањето има минорна улога, додека техничките подобрувања се во фокусот на вниманието. Во 4 години колку што е присутен на пазарот, Discovery Sport не ги постигна очекуваните продажни резултати, а дали освежувањето ќе успее да го подобри скорот, ќе покаже времето. После 4 години на пазарот, Land Rover го обнови Discovery Sport, но неговата најважна иновација не е видлива однадвор. Тој е поставен на PTA платформата која овозможува хибридни погонски групи. Освен тоа, треба да биде за 13% потврда од претходната и со тоа да придонесе за намалување на бучавата и вибрациите, но и за подобра заштита на патниците во случај на несреќа. А тие пак прво што ќе забележат се новите предни и задни светла со LED подпис и благо модифицираните панели на двата краја на возилото. Во внатрешноста на овој теренец на Land Rover посебно се истакнува освежувањето со нови технологии, како што се двата екрана чувствителни на допир. Тука е и дигиталниот ретровизор, кој со притисок на копче ги прикажува двете камери поставени на задната страна на возилото. Покрај тоа Discovery Sport има и прозирен поклопец на моторот, всушност слика од камерите со поглед од 180 степени на предните тркала, како газат на подлогата по која се вози. Овој теренец на британската марка е достапен со 7 седишта, кои благодарејќи на лизгачкиот систем овозможуваат 24 можни комбинации на внатрешноста. Паметните телефони сега може да се полнат индуктивно, а 4G хотспотовите и USB приклучоците се грижат сите патници да бидат онлайн за време на возењето. Новиот Land Rover Discovery Sport на пазарот ќе излезе со 2-литарски 4-цилиндрични мотори, од кои 4 се дизел, а 2 бензински. Располагаат со моќност помеѓу 150 и 250 конски сили и сите освен најслабиот се опремени со погон на сите тркала, автоматски 9-степен менувач и благ хибриден систем од 48 волти со стартер генератор.
Како провокација до крајот на годинава треба да се појави и плагин хибридната изведба со 3-цилиндричен бензински мотор. Постојат многу нешта кои имаат оставено траги во историјата на човештвото, но малку од нив се пошироко познати. Такви се Астон Мартин во светот на автомобилите и Джеймс Бонд на големото платно. Соработката меѓу нив датира уште од филмот Голдфингер, каде тајниот агент на нејзиното височество се воздеше со специјално подготвен DB5. Сега, во моментите додека се снима најновото издание на франшизата за 007, британскиот производител реши да се позанимава токму со овој модел од 60-тите години. Идејата беше да се направи специјална серија која во вистинска смисла на зборот ќе ги долови возбудувањето од возењето со него. За таа цел, легендарниот автомобил на Джеймс Бонд е опремен со серија во наводници функционални додатоци, кои може да се видат во филмот. Така DB5 Goldfinger, освен што има ротирачки регистарски таблички, е снабден и со машинки скроени зад позиционите светла кои го симулираат стрелањето со светлосни ефекти. Зад задните мигавци има систем за изфрлање на маслото на патот, а своето место го најде и уредот кој создава димна завеса зад возилото. Од Астон Мартин задржаа за себе дел од специјалните додатоци, но недвосмислено најавија дека репликата на оригиналниот автомобил на Джеймс Бонд ќе биде опремена и со систем за катапултирање на седиштето на совозачот. Колку навистина ќе биде функционален, ќе дознаат само 25 купувачи кои ќе бидат подготвени да платат по 3 милиони евра. На нивна несреќа, овој автомобил нема да може да се регистрира за секојдневен сообраќај. Во очекување на вистинските новитети, Мини продолжува со освежување на гамата. Измените се минимални и главно се однесуваат на малку шминка и нешто нови технологии, но тоа е токму она што го сакаат купувачите, на кои во иднина караванскиот клабмен ќе им го осветлува патот со нови LED предни светла. Задните пак се изведени со графика во облик на британското знаме, а вратите меѓу нив сега се отвораат со мафтање на ногата под браникот. Покрај централниот дисплеј во внатрешноста нова е рачката на 8-степениот автоматски менувач кој доаѓа во верзиите со погон на сите тркала. Малку е чепнато и на ослонувањето, а моторната понуда остана иста. Тоа не е случај со цената, која кај основниот модел порасна за 1200 фунти. Во 23-та сезона на Автомагазин повтор пат се соочуваме со Kia Ceed. Овој пат повторно бензинец, но со 3-цилиндарски мотор од 1000 кубни сантиметри, подпомогнати од директно впрскување на горивото и турбина, испорачува 120 конски сили. Поминавме 450 километри во вистинско уживање во овој автомобил. А кога требаше да го снимаме, ни падна дожд. Народот вели дека дождот е берикет, а ја велам дека берикет е да се има Kia Ceed со 1-литерски мотор од 120 конски сили. Се прашувате зошто? Тогаш погледнете ги неколкуте следни минути кои ги одвоивме за Kia Ceed 1.0 TGDI. Кога ја возев новата генерација на Kia Ceed, таа беше опремена со 1,4 литрен бензински мотор. Но впечатокот беше разочарувачки, бидејќи беше извонредно латентен моторот. Требаше да се држи на многу високи вртежи за да покаже некоја перформанса. Тоа е поради намалувањето на емисијата на CO2. Од импортерот на Kia Motors Македонија ме
убедуваат дека моделот со 1-литрен 3-цилиндарски мотор со турбополнач е далеку подобра варијанта. Во тоа не бев баш најсигурен, но еве 6 месеци подоцна се наоѓам зад управувачот на токму тој модел. Со него поминав нешто повеќе од 450 километри и по таа дистанца извозена со полно обтоварување, значи 4 патници внатре и полн гепек, можам да кажам дека овој автомобил е извонреден. Одамна немам возено вака избалансиран автомобил кој ги има постигнато балансот помеѓу перформансите, економичноста, но и возните својства во глобала. Внатрешноста на Kia Ceed е сосема добра и ја оправдува припадноста во сегментот C. Таа се бори не само со Ford Focus, туку и со седмата генерација на Volkswagen Golf, Opel Astra и да не набројувам понатаму. Тој има одлична концепција на внатрешноста и опременост. Но она што е многу поважно, има извонредна звучна изолација. Кога патувате, се чувствувате дека сте во многу поголем и многу поскап автомобил. Иако бензинскиот мотор има само 3 цилиндри, немањето на доволно број цилиндри, што некој го смета за хендикеп, го надокнадува со турбината. Неговите перформанси се линеарни. Немате динамички отскокнувања во забрзувањата, но сепак имате перманентно забрзување. Без оглед на во кој пренос се наоѓате, бидејќи еластичноста, склопот на моторот и менувачот се направени извонредно добро. Исто така и подпирањето е многу добро, па во секој дел од возењето вие се чувствувате како да управувате скапа лимузина. Но и спортска лимузина, бидејќи перформансите на Kia Ceed со 1-литрениот мотор кој развива 120 конски сили се повеќе од добри. Не добри, туку многу добри. Обртниот момент што го има, но и избалансираноста со подпирањето нудат една комбинација во која секој ќе се пронајде и ќе може да ужива во возењето. Овој мотор не е скроен да направи кој знае какви перформанси, но токму поради тоа и многу изненадува, бидејќи неговата перформанса е повеќе од она што го очекувавте да го доживеете со овој мотор. Тука доаѓаме и до прашањето на економичноста. Јас во дистанцата од 450 километри забележав просечна потрошувачка од 7,4 литри, што е за дури 2,5 литри подобра перформанса, односно подобар резултат од возила од истата класа со ист мотор што сум ги возел во изминатиот период. Па затоа со мирна совест можам да го препорачам Kia Ceed како извонредна комбинација на простор, управливост, перформанси и економичност. И кога ќе се стави во предвид 7-годишната гаранција на Kia Ceed, тогаш тој може комотно да се смести во првите 3 места за избор на возило од C сегментот со 3-цилиндерски турбомотор. Цената од 16.350 евра на прв поглед е висока, но кога ќе седнете за да управувачот на овој модел, кој впрочем е и опремен со Black пакет на опременост, што значи дека може би фали навигација, но другите елементи се содржани. Па така
уживањето за управувачот е на вистинско ниво. Управливоста, како што реков, е одлична, динамичноста е за почит, а економичноста е на извонредно високо ниво. Сите атрибути кажани за овој автомобил се искрени и доживеани во текот на возењето. Но уште еднаш морам да бидам искрен, а тоа е доколку би бирал автомобил од C сегментот, каде што конкуренцијата е извонредно голема и ценовна и конкуренција според избор и опременост, сепак би се одлучил токму на Kia Ceed, бидејќи е возило кое дава многу за вложеното. Тоа беше се што ја подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав до следната средба за 7 дена. До гледање.